Добро дојдовте во Бизнис Објектив. Глобалниот минимален данок од 15% воведен според правилата на ОЕЦД ќе ги засегне и македонските компании кои се дел од големи мултинационални групации. Даночните олеснувања и поволностите во земјава може да го изгубат ефектот во привлекување на инвеститори, особено во технолошко-индустријските зони. Какви ќе бидат последиците за инвестициите и за буџетот? Глобалниот минимален данок е дизајниран да спречи префрлање на профит во земји со ниски даноци и ги опфаќа мултинационалните компании со приходи што надминуваат 750 милиони евра. Ирена Чачкова анализираше. Минималниот глобален данок од 15% падна на Уставен суд. Поништена е одредбата за ретроактивна примена, затоа што законот за овој данок, кој требаше да се плати за 2024-та, се објави во службен весник на почетокот на јануари во 2025 година. Но ова нема да ги поштеди странските фирми кои функционираат тука и се дел од големи групации кои ги исполнуваат условите за овој данок да го платат во матичната земја. Рокот за пријавување и подмирување е до јуни оваа година. Искрено казано, не верувам некој да е платил, зашто рокот за пријавување е јуни 2026 за 2024 година, плаќањето доаѓа по пријавување, силно бих бил изненаден некој да успел на почеток на јануари да пријави и да плати. А добро, ако не платиле тука? Ако компаниите не са платили и нема да платят за 24-та секако по одлуката на Уставен суд, тогава генерално връзката остава за групацията да плати во нивната матична земја. Рокот пак за плаќање на овој данок за 2025 година, кој ќе важи и за нашата држава. Компаниите ќе треба да го платат 15 месеци по завршувањето на финансиската година, односно тоа би било март 2027 година. Но што точно значи овој данок за странските компании во зоните и за македонската економија? Познавачите коментираат дека тоа би значело одлив на буџетски приходи поврзани со добивка направена тука во други држави. Но колку точно прецизна пресметка за сега не може да се направи. Това е доста сложена пресметка, защото правилата за глобалния минимален данок не са механички да поставим 5% на добивката на македонските компании. Има едни сложни калкулации за усъгласуване от македонския резултат до резултата за удоначуване за глобален данок. По наши много груби пресметки може би зборим за десетици милиони евро за една календарска година, но е тежко да кажем дали са 10, 50 или повеќе милиони евро. Што би значило тоа за економија како што е тука со оглед на тоа што не е баш во најдобра позиција? Сами знаем дека Македонија има предизвици во бюджетната сфера со които владата сега се опитва да се бори и да се подобри. И очигледно това е един изгубен приход за македонския бюджет, който отива во бюджетите на Германия, Велика Британија и други држави. Со воведувањето на овој глобален минимален данок, познавачите сметаат дека можеби е потребно државата да воведе некои други нови модели за привлекување на странски инвестиции, на кои досега им се нудеше даночното олеснување за влез во државата. Прашањето е доста добро, защото воведуването на правилата за глобален минимален данок во Македонија реално се однесуват не чисто на даночната политика, а на економската политика на државата за привлекување на нови инвестиции. И до сега Македонија често се нудеше като земја со ниски даноци, со потенцијални ослободувања до 0% за данок на добивка и слично. Очигледно сега оваа политика мора да биде преразгледана. Нашите сознанија се дека владата е добро информирана за оваа промена и веќе во потенцијални разговори со нови инвеститори автоматичното даночно ослободување од добивка не се нуди. Посебно за компании които са доволно големи и ќе бидат предмет на глобалния минимален данок. Не го нудат веќе, тоест ослободување? Не смеят и да го нудат. Самите компании разбират дека те ако добият това ослободување тука овде во Македонија, ќе мора да платат данок во својата матична земја и ова даночно ослободување те не го гледат като државна помош.
Како бенефиции кои се нудат во други земји од Европа за привлекување на странски компании се споменува доделување на одредена финансиска помош за набавка на средства или пак можеби за вработување. Сепак сугерираат каков и модел да биде креиран, тој треба да биде во согласност со правилата на Европската унија. Иако од овој глобален минимален данок се изземени американските компании, сепак оние кои функционираат тука нема да куртулат од давачката. Од една страна, ако имаме фирма ќерка на американска компанија, којато работи во Македонија и е дел од групација којато одговаря на критериумите за глобалниот минимален данок, ова компанија во Македонија ќе мора да плаќа 15% и глобален минимален данок, дури и да е ќерка на американска. Ова ослободување, за което вие зборите, то поскоро е начин Македонија да не вземе од американската добивка, което теоретски може да постои като опција. Но македонската добивка ќе биде оданочена согласно македонскиот закон за имплементација на глобалниот минимален данок. Ако одговаря на критериите, ќе плати прво 10% данок на добивка нормален и потоа веројатно уште 5 или колку по 100 тука во Македонија. Според предпоставките на Марчев, ваквиот данок се воведе затоа што некои држави не се срекни за конкуренцијата во сферата на даноци и на овој начин сакаат да ја прекинат оваа конкуренција. Вели дека не е прашање дали тоа ни се допаѓа на нас или не, прашање е дали е во ред за Германија, но и на други држави. Во моментов, според неговата анализа, во земјава нема групација со фирми ќерки во странство која има приходи од 750 милиони евра со кои би ги исполнила условите за да го плати овој данок. На онаа која е блиску до овој износ на приходи ќе требаат уште 3 до 4 години за да ги оствари. Тоа според него ќе биде доказ дека во Македонија има потенцијал за развивање на вакви групации. Металската индустрија се соочува со сериозни предизвици, од глобалната побарувачка и ценовните притисоци до новите еколошки регулативи и конкурентноста на европските пазари. Каква е состојбата во секторот, што може да се очекува до крајот на годинава и како македонските компании се подготвуваат за новите правила на игра? На овие и други прашања разговарав со Марија Дуковска-Павловска, генерален директор во Макстил. Марија Дуковска-Павловска, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Добро ве најдов. За почеток ева со какви предизвици се соочуваат компаниите од Македонија, пред се оние кои се извозно ориентирани, со оглед дека има намалување на квотите за извоз во Европската унија, што тоа може да предизвика? Ја започнуваме годинава со огромни предизвици. Исто така и ја завршивме да овие најави беа од крајот, од некада средината, поточно на ноември минатата година, кога Европската комисија најави да предлог мерки за заштита на производството на челик во рамките на Европската унија. Што тоа значи? Ги преполовија квотите кои што досега важеа за увоз во Европската унија на челик и производи од челик на половина, а за надминување на овие квоти, по надминување на овие квоти, зголемување на царината и до 50%. Тоа е огромен предизвик пред се за компаниите во Македонија кои што се занимаваат, кои што се во металопреработувачката дејност, во производство на лење, топење и лење на челик, затоа што ги ограничува многу во поглед на тоа колкави количини може да се извезуваат во рамките на Европската унија. Сериозно е ова прашање, веќе сме во разговори, го иницииравме во рамките на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, веднаш што ми излегоа овие регулативи од Европска унија. До сега имаме одлична соработка во поглед на тоа дека разговараме, собираме податоци, сакаме да представиме важноста што ова ќе значи за македонското стопанство. Што може да значи, кои се ризиците кои што доколку остане ваквата состојба демнат над македонското стопанство и што може Министерството за надворешни работи практично да направи во овој случај? Според податоците од Државниот завод за статистика, овој сектор целокупно во извозот од Македонија учествува со од прилика 16%.
додека пак во бруто домашниот производ влијае со 4%. Што тоа би значило, можете да видите од овие бројки кои што се навистина значајни. Да не ги споменам тука и бројот на вработени. Значи овој сектор севкупно вработува отприлика 2500 вработени директно, а индиректно би биле засегнати околу 10.000 вработени, затоа земајќи во предвид сите добавувачи на оваа индустрија, сите оние кои што се во дневна соработка со металопреработувачката индустрија. Така да, прашањето е многу сериозно и даваме се од себе да може да се ублажат овие мерки. Поточно наоѓаме навистина Министерството за надворешни работи и надворешна трговија до сега има големо разбирање, се интервенира на сите можни нивоа. Тоа значи и на дипломатско, и на политичко, и на дипломатско ниво, и на економско ниво, поточно на бизнес ниво, каде што се разговара и се прикажува импликацијата која што ќе има оваа мерка за Македонија. Не треба да заборавиме импликацијата која што ќе има исто и на одредени компании во рамките на Европската Унија. Што тоа значи всушност? Значи, ние нас добавувачи или пак добавувачи на голем дел на репроматеријали ни се од Европската Унија. Тоа значи прекинување на оној циклус на циркуларна економија, значи ќе има влијание и обострано, значи и на другата страна. Така да се надевам дека ќе можат ова да го видат и да се реши со воведување на определени ублажување на овие мерки, определување на некоја квота за ниво на земја по отделни тарифни броеви и така натака. Ќе видиме, преговорите на се во тек, значи се очекува да се разговара наши представници во Брисел, што се нашите представници во Брисел да разговараат со Европската комисија за да видат што може да се направи за ова мерка која што ја неодамна ја донесла. Доколку остане извозот, верувам дека би се намалил драстично и што е со можеби диверзификација на извозот. Турција знам дека беше изминатите години пазар каде што бевте насочени да го зголемувате тој извоз. Какви се сега состојбите? Во моментот од прилика 30% е пазарот во Турција, меѓутоа 60%, помеѓу 60 и 70% е извозот во Европската Унија. Што значи, доколку останеме нова, видовме изминатите години дека ова е веќе и прилично стабилно, од прилика 30% е во Турција. Не видовме некое драстично зголемување, после првичното зголемување, што значи тоа е веќе некој стабилен процент. Секако што се однесува до нас, ние ќе дадеме се од себе, нели ќе треба да комплетно размислуваме за различна бизнес стратегија каде што ќе правиме пренасочување всушност кон исток, меѓутоа тоа е нешто кое што би го размислувале, би го разгледувале од како ќе ги видиме резултатите од преговорите и што ќе излезе, што ќе ни овозможат всушност Европска Унија на нас, на Македонија да ни дадат квота за земјата. Уште еден предизвик е пакетот за мобилност во Европската Унија. Се најавуваат и протести на дел од возачите на камиони на транспортниот сектор веќе за 26 во Србија и во Босна и Херцеговина, барем тоа е последната информација која што е споделена. Што овој пакет за мобилност практично значи? Овој пакет за мобилност сушност значи ограничување, поточно подетално следење на она време на престој на возачите во рамките на Европска Унија. Тоа значи она правило 90 дена во рамките на 180 дена. Со електронската евиденција и електронскиот систем за влез и излез од Европската Унија, ова ќе биде многу поригорозно. Тоа директно ќе влијае на работењето, не само на нашето работење, тоа директно ќе влијае на целокупното стопанство. Што значи тоа? Прво има недостиг од таков кадар. Со ограничувањето на времето на престој на возачите во Европска Унија и другите дополнителни ограничувања кои што се воведуваат, неможност за престој во викенд одмор или повеќе дневен одмор во камбината на возилото, задолжително враќање на возилото после одреден временски престој таму. Тоа сето ги зголемува дополнително трошоците, оперативните трошоци на работење на
на транспортните компании директно, индиректно и нам, индиректно и на целокупната економија во земјата. Така да тоа е едно многу сериозно прашање кое што веќе го покренавме како такво до владата. Бевме упатени дека Министерството за транспорт и врски ќе се погрижи за ова. Немаме во моментов повратна информација до каде се и што е она што би се преземало од страна на државата, затоа што уште еднаш ќе напоменам. Не е ова нешто што нас не засега, ова е еден ланец кој што потоа ќе повлече многу други проблеми и многу други зголемувања на трошоците на производите кои што ги имаме. Што е она што може да го направи владата? Што е она што го побарат? Може би да се размислува да се добијат работни визи на некој олеснителен начин за возачите кои што ќе возат, затоа што и со ограничувањето на времето на престој автоматски ќе треба и повеќе таков тип навработени да вработат транспортните компании. Така да побаравме да видиме дали е возможно од некои земји кои што можат кои што би можеле да овозможат издавање на визи, работни визи, за да може возачите да имаат подолг престој во рамките на земјите на Европската унија. До сега, до овој момент немам слушнато, не сме можеби ние дополнително се ангажирале околу ова прашање, бидејќи она првото кое што го зборувавме, квотите се далеку по ургентни во овој момент за нашето работење. Така да очекувам да компаниите кои што се во тој сектор, во транспортниот сектор, да претпоставувам дека сигурно веќе го иницирале и на други нивоа ова прашање. Јаглеродната давачка, што таа ќе значи за работењето на македонските компании, колку навистина се подготвени домашните компании за оваа измена? Од друга страна, домашното законодавство пак не е подготвено и не е спремно да ја наплати оваа јаглеродна давачка за компаниите кои што увезуваат во Македонија. Значи, целокупен Макстил, како Макстил, почнавме уште од почетокот на 2025 година да представуваме колкав е нашиот јаглероден отпечаток во финалниот производ што го продаваме. Почнавме да го представуваме, да го искажуваме во фактурите кои што ги даваме на купувачите од Европската унија. Дали сме спремни и колку, како зборувам како компании на пошироко ниво во рамките на земјата, значи не верувам сите оние кои што имаме, кои што матичната компанија ни е во земја во надвор од Македонија во земја во Европската унија, можеби сме нијанса поспремни, бидејќи добиваме поддршката од таму. Затоа, значи, ние веќе почнавме, го прикажуваме овој јаглероден отпечаток во нашите фактури кон клиентите. Она кое што Европската унија на 17 декември ги донесе целокупната регулатива и задолжителна е примената од 1 јануари 2026 година. Се очекуваат други дополнителни подзаконски акти кои што ќе го дефинираат точно и начинот на плаќање на оваа јаглеродна давачка. Тоа е се уште не дефинирано. Во рамките, мислам тука кај нас, некако компаниите се оставени, оние кои што немаат седиште или кои што не се можеби дел од меѓународна групација, оставени се малку сами на себе, како ќе се снајдат, што да прават. Мислам дека постои доста голема збунетост помеѓу компаниите, бидејќи недостасува таа законска регулатива во рамките на земјата, која што ќе ги допрецизира овие работи. Морам да бидам искрена, не е уште, како што напоменав, првичната законска регулатива е донесена од страна на Европска унија, меѓутоа подзаконските акти кои што ги дефинираат деталите околу како тоа ќе се плаќа во иднина, се уште недостасува. Така да од рамки на компанија го правиме сето она што можеме за да бидеме спремни, тоест да го прикажуваме нашиот јаглероден отпечаток. Во случај, значи го имаме ние пресметано нашиот јаглероден отпечаток, имаме веќе предверификација на овие бројки. Следува верификација во следните
неколку месеци верификација на нашиот јаглероден отпечаток, бидејќи доколку имаме неверификувани бројки, треба да ги користиме оние кои што се зададени бројки. А тие се поскапи. А тие се повисоки, така, тие се повисоки од оние кои што реално ние, посебно за Макстел можам да кажам, како од оние што ги генерираме ние. Тоа значи дека иако компаниите не се доволно подготвени, секако ќе влијае директно и на извозот, но и на работењето на македонските компании, ако не се подготвени, зборувам за примена на оваа јаглеродна давачка. Токму така. Треба да бидеме спремни, бидејќи се изискуваше, мислам, беше потребно доста време да се соберат сите податоци. Сега веќе кога поминавме низ тој процес, веќе ќе знаеме за оваа година што отприлика ни треба, бидејќи треба да ги собереме податоците и од нашите добавувачи на репроматеријали. Треба и тие, тоа влијае на целиот ланец на производи, значи целиот ланец на Ако пластично го објасниме што значи тоа да ги соберете сите податоци од сите добавувачи, наедноставно. Значи наедноставно од добавувачите на феролегурид ние треба точно да знаеме колкав е нивниот јаглероден отпечаток, бидејќи тој истиот ни влегува во пресметката на нашиот јаглероден отпечаток или добавувачот на старо железо. Или, значи, друго, вработените. Како доаѓаат вработените на работа? Дали тие вработени доаѓаат со јавен превоз, нивно возило, точак, тротинет и така натака. Возилото, какво е возилото? Колку километри возат? Значи, дури и тие дали податоци... Дали електрично возило, дали е... Да, значи, дури и тие податоци влијаат во пресметката на јаглеродниот отпечаток. Тука се исто нормално службените патувања, така да потребна е и подобра интерна организација на собирање, тоест следење, имање на овие податоци, за да може подосна пресметката да биде поедноставна. И да се плати помал. И да се плати секако помала јаглеродна давачка. Побаравте ли поврат на солидарниот данок? Да. Секако го искористивме законското право, нели, да побараме поврат на овој данок. Имавме неколку состаноци со Министерството за финансии, во кое што ги договаравме условите на поврат, кога, како и што. Во моментов до овој момент имаме разменато писмена комуникација, нели, во кој што едниот не повикуваат, се согласуваме и меѓутоа понатаму немаме никаков, да кажам, некаков цврст договор како тоа би се движело и што би се движело. На ниво на бизнис комуникација е во овој момент. Да, најавите се во март и следниот март дека на 2 рати ќе бидат вратени парите кои што претходно се уплатени за солидарниот данок. Да, очекуваме дека и така ќе биде, дека ќе се придржуваат, нели, дека до овој предлог кој што го даде Министерството, дека истиот ќе биде испочитуван. Така да тоа се нашите очекувања. Кои се останатите предизвици за индустријата, за металската индустрија пред се и што може да се очекува во поглед на цените? Цените на железото се стабилни, но гледаме дека цените на останатите метали одат во нагорна линија. Да, цените на железото се стабилни во овој момент. Она што го гледаме на светските берзи е, нели, литиумот, бакарот, среброто и златото нормално се одат во нагорна линија. Директно можеби не влијаат на нашите цени, меѓутоа индиректно сепак заради влијанието, тоест имплементацијата, сите овие метали, посебно литиум бакар, се нешто кое што се вградува многу во електроника и со самата дигитализација и движењето кон зелена економија, автоматски индиректно ќе почне и ќе влијае на нашите трошоци и со тоа ќе влијае и на зголемување на цената на крајниот производ. Меѓутоа сега за сега цените се стабилни. Дуковска Павловска, јас ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Секако, останете со нас и на социјалните мрежи. Од мене пријатно.